Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. Градоначалникот на Тетово Билјал Касами најави решенија за проблемот со справувањето со отпадот. Иако старите занаети изумираат, сепак има лица кои се уште успешно ги негуваат. Ариф Мустафа од Тетово е еден од тројцата сарачи во градот. Министерот за надворешни работи Бујар Османи информира денеска дека успеале да ги извлечат нашите дипломати во Украина. На неодамнешната пресконференција на која даде отчет за сработеното, градоначалникот на Тетово Билјал Касами даде одговори на неколку прашања кои се провлекуваат подолг период. Најави решенија за проблемот со справувањето со отпадот и објасни зошто е стопирана реконструкцијата на некои улици во градот. Тетовскиот градоначалник Билјал Касами најави нов проект кој, како што рече, треба да даде дополнително влијание во справувањето со отпадот заедно со регионалната депонија Русино. Според него можно е да почне со работа фирма која ќе работи на преработка на отпадот. Јас сум во перманентна комуникација со предпријатието, со менаџментот на предпријатието, да најдеме начин на селекција не само за шутот, туку за другите видови на отпад. Има неколку решенја кои се на маса, ќе ги дискутираме, ќе ги анализираме, дали тоа ќе биде преку самото предпријатие или ќе одиме со јавно-приватно партнерство. Само да информирам дека има и еден друг проект кој веќе е во владина процедура. Јас треба да се видам со инвеститорите кои барат земјиште градежно во рамките на општина Тетово за да се реализира друг проект кој е за целиот Полошки регион во делот на фабрика за горење и за користење на отпадот за енергетски цели. Значи тоа е поголем проект за кој треба во текот на овие денови да се видам со инвеститорите. Според информациите кои ги има, процедурите се влезени во владина процедура до која ниво треба да ме информираат. За одложената еколошка акција за чистење на Тетово, Касами рече дека таа најверојатно ќе се одржи во мај. Знаете дека поради случувањата во Бугарија со нашите граѓани, ние одложивме и има друг предлог со една невладина организација кои во други градови организираат исти такви акции во првата недела на мај. Значи после првомајските празници кога луѓето ќе излегуваат на пикник за да и тој дел да се менаџира. Сме во размислување во контакт со таа организација да биде првата недела, првиот викенд после 1 мај. Во однос на улицата Страшо Пинџур, каде со месеци се чека завршување на реконструкцијата, Касами информира дека е во процедура тендерот за канализација и за вода. Значи, во однос на Страшо Пинџур информиравме претходно дека се увидени неколку проблеми во делот на подземната инфраструктура. Веќе тендерот за канализација и за вода е во процедура, која ќе се завршат тие процедури, значи која ќе успева да ги реализираме подземните работи за да нема потреба после асфалтирање пак да интервенираме, ќе се продолжи со асфалтирање и со завршување на проектот. Се надеваме дека до лето ќе биде завршен. Некои од занаетите се во изумирање, а се поврзуваат главно за немање потреба на пазарот. Но сепак некои занаетчии продолжуваат да го негуваат својот занает. Таков е примерот на сарачот Ариф Мустафа од Тетово. Иако старите занаети изумираат, сепак има лица кои се уште успешно ги негуваат. Ариф Мустафа од Тетово е еден од тројцата сарачи во градот. Започнал да го учи овој занает кога имал само 12 години и до ден денес не се откажува. Иако сега се помалку жителите бараат узди и седла за коњи, тој продолжува да работи, правејќи и други разни изработки од кожа, како ремени за миленичиња, чанти и слично. Сарач работи со коњски работи. Сарач е символот со Бовиша сме работеле со којните,
со земјоделие. Ама моментално земјоделие не работи и којните не може да работа. И тоа е занатот. Ама сега што да правиме моментално е малце криза со занатот. Зашто? Ако работи земјоделие, и ние ќе работиме. Ама сега работиме, што иде во дуќан, му викамо на муштерите, добро дошли. Ви објаснивте дека правите каиши за домашни меленичиња, Да, за луѓе. да, моментално правиме каишиња и за кучиња, и за луѓе продаваме готови каишиња за муштерите, и за коњски работи повише работиме. Тоа. Колку време сте во овој занает? Со овој занат смо моментално 30 година. Чирак сме били кај еден мајстор. Мајсторот ми го имал името Мајстор Саид. Мајстор Саид. После сме продолжили ние со занатот. Мајсторот ми го даде занатот, Мајстор Саид, и сме продолжили ние овдека моментално. Има ли кој да го наследи? Имам 2 синови моментално, ама еднбах ги носим овдека. Не сака да иде, зашто вика занатот е малце како умиран занат. Што да речеме сега? Еднбах ги носим. Тоа е. Друго што сакаш да. А се исплати ли да се биде сарач? Не се исплати, ама сега кај да идемо? Нема кај да идемо. Сме се заглавили на овој работа. Сега ќе трпиме. Моментално ние сме во градот 3 сарачи смо. Не сум само ја, 3 смо во Тетово моментално. Тие други градови нема, слабо са. Па ние смо во граѓаните од Тетово ги служиме моментално. 3 смо во Тетово. Јас сум овдека еден, имам колега малце погоре и еден ми е во Горна Чаши. Ќе обстои ли занаетот еве ако нема интерес од младите? Не знаем што да те речем. Не знаем што да те речем. Енба. Зошто изумираат еве старите занаети? Народот починал само да бега во Немачка. Не му интересира за овој занат никој. Младите не сака. Зашто не сака? Овој абе сарач вика. И син ми некогаш вика, абе тато сарач. Не е сарач, по све што имамо дома, со овој занат сум направил нешто дома, ама сега ви младите друго мисла. Ние друго сум мислел. Кога сум имал 12 година сум влезел на овој занат, а сега имам моментално 52 години. Не сум мислел, тогаш имал работа многу со којни. Толку коли имал во Тетово, секој куќа имал по селовима по 2 којни по еден, ама сега моментално нема. Кажете ми како изгледа еден работен ден? Колку време се задржувате во дуќанот? Што работите во текот на денот? По текот на денот работиме. Нешто што ми иде на памет, тоа работиме. Кога доаѓате? Кога го отварате? Моментално го отвараме во 8 часот. 8 до 6 овдека сме. Цел ден сум во дуќа. Зашто немам кој да ми менја. Децата ми иде во школа. Ми иде во школа. А има ли муштери? Доаѓаат ли? Иде, фала на Господ. Без ништо не сме. Ама толку е. Све со мали работа моментално работиме. Нема големи работи. Од Алијанса за албанците денес одржаа пресконференција за медиумите. Ако добро се анализираат резултатите од распределбата на буџетот за проекти и културни активности, се забележува дека албанците во многу сектори не достигнуваат ни 20% од средствата. Покрај дискриминацијата на етничка основа, во годинешниот буџет се забележани и злоупотреби на политичка и кланска разлика. Во музиката во многу освоени проекти ќе го сретнете презимето групи, додека многу други уметници се оставени со празни раце. Проекти добиле и други експоненти, кои што ги имаме забележано по партиски собири и манифестации на ДУИ, и тоа по големи суми кои што остават простор за сомневање. Го повикуваме Министерството за култура итно да ги коригира резултатите и да ја елиминира ова дискриминација, а албанците во овие министерства да се повлечат од непотизам, партизација и девалвирање на албанската култура.
Пронајдена дрога во гостиварско и во Тетово. 3 лица се приведени. Вчера во 14 часот и 25 минути во село Чајле Гостиварско од страна на полициски службеници од надворешната канцеларија за криминалистички работи Гостивар биле лишени од слобода 50 годишник од село Равен и 49 годишник од село Ростуше, затоа што кај жителот на Ростуше била пронајдена и одземена кафеава прашкаста материја. По документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок. Вчера вечер околу 20 часот на улицата Поточка во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 22 годишен гостиварец, затоа што при преглед му била пронајдена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. Од Управата за хидрометеоролошки работи прогнозираат промена на времето, дожд, снег и пад на температурите. Во предпладневниве часови најпрвин беше сончево, сега малку се зголеми облачноста во полошкиот регион. Температурата во 11 часот се покачи до 8 степени и сега во следните неколку часа таа и понатаму малку ќе се зголеми, но ќе се зголемува и облачноста. Попладне ќе преовладува променливо облачно време, кон вечерните часови од запад и во полошкиот регион ќе започнат врнежи од дожд и овие врнежи ќе продолжат и преку ноќта. Краткотрајно ќе дува и умерен до повремено засилен западен ветер. Во текот на ноќта врнежите повремено ќе бидат пообилни и тие ќе продолжат и во текот на следниот ден. Утре наутро температурата нема да биде многу ниска, во Тетово до 2 степени, но преку денот нема многу да се промени и ќе достигне едва до 3 степени. Утре ќе преовладува облачно време со повремени врнежи од снег. Во средината на денот краткотрајно понекаде ќе има појава на дожд и ќе биде ветровито. Ветерот претежно ќе биде од северен правец. Од овие врнежи по време се очекува понекаде, па и во полошкиот регион, количествата на воден талог да достигнуваат и до 20 литри на квадратен метар за 24 часа. Од овој брад на врнежи ќе се оствари и нова снежна покривка која ќе се појави и во полошкиот регион. На повисоките места таа ќе надминува и 20 сантиметри нов снег. До понеделник ќе имаме врнежи претежно од снег и во полошкиот регион, а потоа во вторник ќе има услови само да провејува слаб снег. Температурите наутро ќе бидат се пониски кон средината на неделата и -4, -5 степени во поло, а потоа ќе имаме и повеќе сончеви периоди. Премиерот Димитар Ковачевски упати видео порака до граѓаните во која го осуди нападот на Русија на Украина, уверувајќи дека безбедносната ситуација во нашата држава не е доведена во прашање. Воената агресија на Русија против Украина, која веќе однесе многу човечки животи, е чин кој силно го осудуваме. Тоа е кршење на меѓународното право и е закана за евроатлантската безбедност. Уште еднаш сакам да посочам дека заедно со сојузниците бараме итен прекин на воените действија. 21. век треба да е век на диалог, не на војни. Драги сограѓани, во овие турбулентни времења сакам да ви уверам дека безбедносната состојба во земјата е стабилна и дека во овој момент не постои никаква директна закана за безбедноста на Северна Македонија. Владата внимателно ќе следи состојбата во Украина и редовно ќе ги информира граѓаните. Воедно граѓаните треба да се спокојни, бидејќи како членка на НАТО, ние уживаме и можеме да сметаме на заштитата која нуди најмоćниот одбранен сојуз во светот. Иако нашата желба е да се избегнат ситуации како оваа, сепак во вакви услови на голема безбедносна дестабилизација, сваќаме колку е значајно да сме дел од најмоćниот воено-политички сојуз. Затоа ве уверувам, нашата земја е безбедна. Но поголемите предизвици кои стојат пред нас се економски. Поради воените действија на Русија против Украина, глобалната енергетска и економска криза сега се продлабочува
не очекува неизвестна година каде економијата во Европа и светот ќе претрпи штети. Би сакал да ве уверам дека владата одблиску ги следи промените во светските економски текови и како и досега ќе делува максимално одговорно и во најдобар интерес на заштитата на интересите на домашната економија и финансиската состојба на граѓаните. Министерот за надворешни работи Бујар Османи информира денеска дека успеале да ги излечат нашите дипломати во Украина преку безбедносен коридор и тие се веќе тргнати кон Молдавија. Знаете дека ситуацијата е влошена, посебно во Киев, посебно во текот на ноќта. Ние одлука за евакуација на нашите дипломати имаме донесено на денот на руската агресија во Украина, меѓутоа поради отежнатите околности они не беа во состојба да ја напуштат амбасадата. Целиот овој период они беа во скривница. Можам да ви денеска во комуникација со амбасадорот ќе ви ја препрочитам и пораката која што ја добив рано 7 наутре. Добро утро, министер, во Киев е пеколно, се водат и улични битки, ние сме на сигурно во скривница под амбасадата со обезбедување од Национална гарда на Украина. Во скривницата моравме да пренокиме на столчиња, бидејќи цела вечер се пука од сите оружје. Ракетиране помалиот аеродром кој што е на 8 километри од амбасадата. После тоа ние преземавме неколку координации со наши партнери и успеавме некако пред некаде половина час да ги извлечеме нашите дипломати преку безбедносен коридор и тие се веќе тргнати кон Молдавија. Но исто така денеска успеавме да ги евакуираме, односно да почнеме процес на евакуација на нашите монитори во рамки на специјалната мониторинг мисија. Знаете дека имавме 30 монитори таму, дел од нив во моментот се упатени кон Молдавија, дел од нив кон Полска. Меѓутоа само што се тргнати, така да во моментот се на пат. Не можам да кажам кои се тие аранжмани од безбедносни причини, меѓутоа тоа е последната информација дека тие се веќе тргнати во еден конвој за напуштање на Украина. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова саботно издание на регионалните вести. Имајте пријатен викенд.